Ево вака. Значи, прво, членот 7 од договорот јасно определува. Страните прифаќаат дека нивното, односно разбирањето на термините Македонија и македонски се однесува на различни историски контекст и културно наследство и опишува во однос на првата страна, тоа е грчката страна, и во однос на втората страна, тоа е нашата страна, кои што ја ги определуваат термините и означуваат нејзината територија, јазик, народ и нивните одлуки со нивната сопствена историја, култура и наследство кои се особено различни од оние кои се наведени во членот 7 ставот 2. Значи од Грција јасна дистинкција прави. Тоа е убавината и моделитетот кој што самиот договор го дава на еден пријателски начин. Исто така, втората страна изјавува дека нејзиниот официјален јазик, македонскиот јазик, спаѓа во групата на јужнословенски јазици. Двете страни изјавуваат дека официјалниот јазик и останатите одлики на втората страна не се поврзани со етничката елинска цивилизација, историја, култура и наследство северниот регион на првата страна. Ниту една одредба од оваа спогодба нема за цел на кој било начин да ја подкопи, измени или да влијае на употребата од страната на граѓаните на двете страни. Во ваков еден контекст да се радуваме дека Грција овие денови ќе донесе одлука. Договорот регулира државјанство. Нашата етничка припадност како македонци е право на самоопределување. Тоа право на самоопределување од Грција е признаено и никој пат повеќе нема да биде оспорено. И во меѓународните конвенции чувството на припадност е регулирано право. Проблемот кај нас беше што правото на самоопределување досега беше оспорено, закочено или слично. Повеќе Македонија нема вакви проблеми. Јазикот е нашиот идентитет, културното наследство, историското наследство е нашиот идентитет. Уште еднаш во нашиот устав, во членот 49, став 1, е потврдено Републиката ги штити, гарантира и негова особеностите, историското и културното наследство на македонскиот народ. Амандмани прифатени од Грција. И апсолутно во духот на договорот ги тераме сите постапки. Јас му посакувам среќа на грчкиот парламент да ја донесе одлуката и да продолжиме да градиме пријателство како што очекуваат граѓаните од нас.